Колигински рече мајка му. Ама не е Колигински. А Колигински. Добар ден. Добар ден. Еве, повели сурчета. Hvala, пријатно. Пријатно. Со здравје да се зуба, кажу некај. Hvala, također. Ајде. Општа слабост, некој го има шутнато и не можеше да јаде, па све мељано месо му давав неколку дена да се опорави. На другиот кукот, он се влечеше по стомак. Се влечеше по земја додека не го дигна. А што се деси со цуца мачката? Со? Со цуца. Цуца. А, тоа некој идиот, некој е удрил со мотка по леđа, искршил нога, кичма, се тоа. И ја најдовме тука кај Зеги. Ги викнав Наташа и Пол, дојдо со контейнер и однесла кај лекар. И што кажа лекарот што е? И сега пребиен од некој идиот од гаража. А трудна беше тогаш? Да, и две или три машини мртви биле однатре ги извлекли. Несреќата на оние бездомни животни кои што се движат низ скопските улици не е по нивна вина, затоа треба да им се помогне. Немањето на стратегија во минатите 30-40 години на ниво на град Скопје, таа бројка толку многу се зголеми да значи се шпекулира со бројки од 10-12 илјади животни. Шила, до мене е пред точно една година. Кога ја најдов, беше бебе, имаше само 2 месеци, 2,5 месеци. Беше во многу тешка, значи здравствена состојба, имаше проблеми со дигестивен систем, како што имаат и повеќето, значи кутриња мали на улица поради нездравата исхрана и се останато. Имаше значи кожни болести, инфекции, шуга, демодикоза и она што и остана како траен, значи хендикеп, повреда на радијалниот нерв на ногата, на предната лева нога. Кожата се оправи многу брзо, значи после само 1 месец почна да и расте длака, куќето беше спремно за вдомување, меѓутоа токму поради тој хендикеп што и остана и до ден денеска, никој не сакаше да вдоми и остана кај мене. Значи ова е бомбонита или смоквичка, како што ја крсти девојката што ја најде пред повеќе од 2 месеци на улица. И последно не е успешно вдомување. Јас ја земав да ја причувам додека не најдеме адекватен дом. Ама внука ми, која што има 3,5 години, ја виде и свати дека ова е кучето што цел живот чекала да го има. И така бомбонита остана кај нас. Состојбата во градот е повеќе од лоша. Особено поради неправилното функционирање на единствената институција која што би требала да се грижи за бездомните животни, стационарот Вардарешта. И поради недоследното спроведување на начинот на кој што тие треба да функционираат. Односно треба да бидат водени од паролата фати, стерилизирај, пушти, со што мислам дека што е единствениот начин да се намали бројот на уличните кучиња во градот. Најинтересно ми беше до пред 8 години, кога едно големо куче, а едно мало и
група мачки кои живеа како една фамилија. Кучињата никогаш не им зимаа храна на мачка. Кај се сега тие? Тие се убиени од шинтери, од луѓе и нестанати се. Имаме, значи, ние љубителите на кучиња и оние што не сакаат кучиња имаме едно заедничко нешто, а тоа е не ги сакаме кучињата, не сакаме да ги гледаме кучињата на улица, мислам. А зошто го правите? Од љубов. Од љубов. Нема други поводи.